Доживотна казна затвор за Фадил Зејнелов, кој на 1 ноември лани на свиреп начин ја уби 29-годишната Емилија Пешева. Пресудата денеска ја објави судскиот кривичен совет при Основниот суд во Штип, а на кој председател е судијата кривичар Сашко Георгиев. Образложи дека изрекувањето на доживотната казна затвор за Зејнелов е оправдана и потребна од неколку причини, меѓу кои не покажала емпатија и чувство на одговорност за стореното дело. Пред се од начинот на извршувањето на кривично дело, каде што судот утврди свирепост, сето тоа траело одредени неколку минути, кое што било чувство каде што негова имала решителност за извршување на кривично дело, од друга страна борба за живот од страна на покојната сега Емилија. Второ, покрај свирепоста на извршувањето на кривично дело, фактот дека во месец август судот утврди дека во месец август 24 година исто при такви контакти средби нивни меѓусебни имало физички напад каде што оштетената Емилија се јавила на лекарски преглед и биле утврдени телесни повреди, каде што кажала дека овие повреди се нанесени од сега обвинетиот. Понатаму, судот го ценеше карактерот од психолошкото вештачење на обвинетиот. Родителите на убиената Пешева велат дека судот донел правилна одлука за убиецот на нивната ќерка, кој им остави и малолетен син. Не може да излече болката. Она нема да се врнама. Работа е такви луѓе да нема. Имаме сите деца, нели, ако и сега пријави некој како ја што сум пријавувала, да се презимат одма мерки и да се затварат тие луѓе. Да се затварат, а не сега одеш, пријавиш, ништо, па пријавиш. Еден пат кога ќе пријавиш, одма да се презима и да се осудат. Нека гледат цела јавност низ Македонија, такви мостроми доживотна, да не се пушта. Никако. Моето дете ќе гние и он нека гние таму у затвор. Да не изнегне, да не се повторуваат овакви дела. Сите чуваме, болката е тешка. Да изгубиш ќерка 29 години е многу тешко. Мишко Чолаков, бранител на семејството Пешеви, забележува дека правдата е задоволена, но болката на семејството на Емилија Пешева останува. Доживотна казна затвор е максималната казна која што може да се изрече. Нема право на условен отпуст пред да поминат 15 години од изрекување на истата. Му се ограничени многу права, предвидени со закон. Убиството на Пешева е извршено на свиреп начин. Убиецот во напуштен објект на комуналното предпријатие со голи раце ја задавил. Семејството сведочи дека Зејнелов по убиството најпрвен отишол да ги искуцка парите кои ги зел од Емилија, а потоа се пријавил во полициската станица во Штип. Ова е втора пресуда изречена за фемицид. Првата беше изречена за убиецот на Танкица од Кочани, кој со над 40 убоди со нож ја уби пред нејзиниот дом, а потоа самиот си пресуди во Кумановскиот затвор.